гласуваме за финансиски план на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување за 2023 година. Едно појаснување на јавноста, ова агенција е основана заради вршење супервизија на работењето на друштвата за управување со задолжителни пензиски фондови, друштва за управување со доброволни пензиски фондови и друштва за управување со задолжителни доброволни пензиски фондови и супервизија на задолжителните доброволни пензиски фондови. Она што мене ми падна во очи за планот, парите кои што ги планирате да ги потрошите во наредната година е следното. Имаме вака. 32%, значи имате вкупни планирани приходи 85 милиони денари, од кои 33% имате повисоки расходи за потрошени материјали, гориво, канцелариски материјали, ситен инвентар поради зголемени цени на горивото. Значи, трошоците ви се зголемени заради инфлацијата која што имаме во нашата држава. 71% повисоки расходи за потрошена енергија и комунални услуги, електрична енергија, вода и други комунални трошоци и парно грење, кое се должи на зголемената електрична енергија на слободниот пазар. Пак ќе кажам, заради инфлацијата која што ја имаме во нашата држава благодарение на вас и на вашето владење. 14% повисоки расходи за издатоци за реклама и репрезентација. Значи, и тука има покачување на цените, па затоа кај вас планираните приходи ви се зголемени. Околу 23,6% зголемување на расходите за наемнини, изнајмување на сали, амфитеатри, закуп на интернет линија, изнајмување на друга опрема, значи и тука има покачување, затоа вие планирате поголеми средства. 27% повисоки расходи за премии за осигурување, 40% повисоки расходи за интелектуални и други услуги, надомест за надворешни членови на Советот за експерти, кој што е број 5 особи, 2 надворешни, други услуги, нотар, превод на текстови, лекторирање текстови, надворешна ревизија и покрај тоа што мислам дека во време на ваква криза, кога очекуваме и натамошно зголемување на цената на струјата, дали се потребни овие 40% зголемување на овие интелектуални услуги, стварно мислам дека е премногу. Понатаму имате зголемување на ставката останати други расходи, трошоци за објава на огласи, објава во весници и службен весник, огласи за јавни набавки, останати јавни давачки кои се однесуваат на јавни државни институции, останати расходи, значи и таму услугите се зголемени, па затоа и вие планирате зголемување на оваа ставка. Околу 250% повисоки расходи за градежни објекти, архитектонски решенија и елаборати, реконструкција и за 2023 година се додава нова ставка за инвестиција во соларни панели. Сите знаеме колку градежните материјали се покачени над 100%, пак благодарение на вашето работење и инфлацијата која што ја донесовте во Република Македонија, па имаме толку поголеми расходи кои што ги планирате во вашата агенција. 14% повисоки расходи за плати, согласно препораките на владата, планирани се средства за можно покачување на платите и околу 125% повисоки расходи за даноци и придонеси кои не зависат од резултатот и така натаму. Она што во вашиот извештај ми падна во очи, имате вака, средства за опрема, компјутерска опрема сте планирале во 2022 година 4 милиони денари, сте потрошиле 3 милиони 999 денари и повторно планирате во 2023 4 милиони денари, значи вие секоја година ги обновувате компјутерите.
Понатаму канцелариски мебел имате 150.000 планирано во 2 стора, сте потрошиле 57, а сега планирате 200.000 денари. Софтверски лиценци 2.500.000, сте потрошиле 2.453.000 и сега повторно планирате 1.500.000, тие лиценци ги обновувате секоја година. И компјутерски софтвер, значи нов софтвер, 6.500.000, сте потрошиле 5.515.000 и повторно планирате во 2023 година средства од 6.500.000 за нов софтвер. Значи софтверите ги обновувате повторно, ке кажам, секоја година. И она што ми падна во очи, надомест и останати помошти, согласно со закон и колективен договор, имате зголемување за 50%. Платите ви се зголемени средствата и овие надоместоци и останати помошти. А додека за здравствени услуги имате планирано 0 денари за вработените, кај вас, колку што знам, се вработени, пак ќе кажам, 30 луѓе. Значи, од ова можам да кажам дека оваа слика, која што вие ја прикажавте, оваа состојба на зголемени трошоци, уствари се отсликува на цела територија, сите јавни институции, и тоа благодарение на нестабилноста и на ненавременоста на домашните мерки за намалување на инфлацијата, а и недомакинското работење на владата, така да сето тоа ја разгори инфлацијата во Република Македонија, а за тоа зборуваат сите овие бројки кои вие ги прикажавте, сите овие средства кои што во толкав процент зголемени планирате да ги трошите во наредната година. Зошто имате зголемување од 71% за струјата? Затоа што ЕЛЕМ произведуваше во изминатиот период само 40% од потрошената електрична енергија, а останатото го увезуваше, но струјата на ЕЛЕМ е наевтина, струјата од приватните производители, субјекти како ТЕТО и ЕВН, неколку пати е поскапа во споредба со она од ЕЛЕМ, меѓутоа увезената струја е 10 пати поскапа од она што ја произведува ЕЛЕМ. И она што беше најважно да го кажам, дека профитите на ЕЛЕМ му беа поважни отколку да произведува струја, затоа и вас, и другите институции државни, и семејствата се доведени до овој степен да не знаат како ќе поминат зимата или наредниот период. Затоа вашето владење е штетно, не само за граѓаните, не само за стопанството, туку е штетно за целата држава на Република Македонија. Затоа се потребни избори да си замините и еднаш да се стави крај на ова расипничко владење. Благодарам.